Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска сме тука во Тетовско Требош, во посетата на групацијата ВЗ Шари, компанија која што важи за еден успешен пример во земјоделскиот сектор во делот на живинарството. Она што го видовме во текот на обиколката на објектите на групацијата, која што освен со производство на јајца, се занимава и со производство на полутрајни совоместнати производи и на биогаз, е една компактна компанија со заокружен процес на производство која речиси 20 години инвестира и обстојува на домашните и странските пазари. Тоа нас не охрабрува да продолжиме да креираме мерки и политики со кои ќе создадеме поволни услови за примарно земјоделство и за преработувачка индустрија, како еден синџир кој што мора да функционира безпрекорно, за да имаме модерно и конкурентно земјоделско производство по европски терк. Особено ми е драго што компаниите се охрабруваат да инвестираат во проширување на производството, бидејќи тоа ќе придонесе за развој на земјоделството и стопанството. За да ги поттикнеме и да им помогнеме на овие компании, оваа година во програмата за директни плаќања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство посебен акцент стави на мерките за живинарството. Ги зголемивме субвенциите за бројлерите, за еднодневните пилиња и за несилки, а се со една цел – да го поттикнеме развојот на бројлерското производство и да се намали увозот на пилешко месо. Дополнително, преку мерките од ИПАРД 2 програмата и програмата за рурален развој, овозможуваме финансиска помош за инвестиции во преработувачката индустрија и во набавката на опрема. Земјоделството како сектор има значаен удел во вкупниот економски раст на државата. И затоа еден од приоритетите е да обезбедиме услови за поквалитетно и поконкурентно земјоделско производство и поголем извоз на македонските земјоделско-прехранбени производи, а со тоа и поголем економски раст. Преку континуирана и силна подршка на земјоделството, градиме силна економија која отвара шанса за сите. Со новиот претседател на државата, Стево Пендаровски, кој е денес со нас, продолжуваме на патот до формалното членство во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија, што ќе донесе секако нови инвестиции, раст на домашните фирми и нови работни места. И верувам за мотивацијата на ова голема компанија ќе кажат и собствениците колку се мотивирани за да продолжат со на прекрасно производство овде што го произведуваат, како наше македонско производство, кое што веќе е афирмирано на меѓународните пазари. Само со потпишувањето на преспанскиот договор, ние као компанија, уште со 7 други партнери од странство и од домашните, успеавме да потпишеме уговор и влегувавме во инвестиција над 30 милиони евра и 2000 работни места вработување ќе има. Значи, производство на бројлерско месо, кланица, производство на сточна храна за тие бројлерите и исто така и родителско јато, значи комплет целиот процес, више Македонија ќе го има собственото производство месо и не само што ќе намали увозот, тука и ќе извезува за брендот KFC низ цел Балкан и пошироко. НАТО и веќе и влага кандидат во Европска Унија и затоа ова ме тера да мислим само позитивно.